Благодарам, почитуван председателя на владата Ковачевски, почитуван амбасадор Гир, почитувани колеги министри Бесими, Бектеши и Тренчевска, почитувани директори. Во време на предизвици предизвикани во прва линија од руската агресија врз Украина, Европската унија не ги заборави македонските граѓани и повторно е со нас во криза. Уште еднаш докажа дека ЕУ е многу повеќе од финансиска поддршка со која ни помага во забрзување на трансформацијата на општеството и подготвувањето на Северна Македонија за членство во Европското семејство. Европската унија е воедно и наш најголем партнер кој прв застана со нас во тешки времиња. Денеска зборуваме токму за финансиската помош наменета за Северна Македонија, односно за пакетот од 80 милиони евра неповратни средства кои очекуваме многу скоро во наредните денови да бидат на буџетската сметка. Енергетскиот пакет, што пред 5 месеци го најавија председателката на Европската комисија фон дер Лајен и премиерот Ковачевски, има конкретна цел да се помогне на владата за намалување на последиците од економската и енергетската криза. Во исто време владата вложува сериозни напори преку своите и експертски тимови, државни институции, надлежни јавни предпријатија и со вложување на значајни буџетски средства да го зачува стандардот и сигурноста на граѓаните. Имавме интензивна подготовка минатата година во периодот од октомври до декември за поточно дефинирање на оваа финансиска поддршка. Со заеднички ангажман на повеќе институции, пред се Министерството за економија и надлежните предпријатија, но и Министерството за финансии, Министерството за труд и социјална политика, Секретаријатот за европски прашања, Агенцијата за енергетика и делегацијата на ЕУ, ги дефиниравме потребите и изготвивме програмски документ со серија активности кои го поднесовме до Европската унија. Дополнително владата изготви и акцијски план за енергетика во кој практично се опишани во детали сите мерки на владата кои ги превзема во наредниот период како одговор на енергетската криза. Покрај првичната намина на оваа финансиска поддршка од Европската унија, за која веќе зборуваше премиерот Ковачевски, со овие средства ќе се поддржат и структурните реформи и олеснување на енергетската транзиција. Исто така ќе биде поддржано и ревидирање и подобрување на стратегиската и регулаторната рамка со цел зголемување на производството на енергија од обновливи извори и енергетска ефикасност, зајакнување на мрежата и развој на капацитетите за складирање на истата. Се она што го истакнав погоре треба да обезбеди закрепнување на економијата на краток рок, но и да обезбеди долгорочна перспектива. Работиме исто така и на среднорочни и долгорочни инвестиции повторно со поддршка на Европската унија и меѓународните финансиски институции. Преку инструментот инвестициска рамка за Западен Балкан, каде во изминатиот период успеавме да добиеме над 52 милиони евра неповратни средства за проекти во областа на енергетиката, покрај останатите сектори, особен фокус се става на енергетиката. Во јуни минатата година бевме известени за одобрување на 2 енергетски проекти за градење на соларни фотоволтаични системи во Битола, Осломе 2 и Осломе 1, а во јануари оваа година Европската комисија не извести дека 3 инвестициски проекти се одобрени во рамките на 7-миот повик за инвестициски грантови во текот на 22 година, и тоа изградба на ветернички парк во Богданци фаза 2, рехабилитација на 6 големи хидроцентрали во регионалните енергетски хидросистеми на Маврово, Црн, Дрим и Тиквеш, и третиот проект е изградба на регионални центри за третман на цврст отпад во Полог, Пелагонија, Вардар, југоисточен и југозападен регион. Тука секако нема да застанеме како влада. На последниот повик во рамки на инвестициската рамка за Западен Балкан повторно аплициравме со проекти од областа на енергетиката. Поднесовме апликација за зголемување на енергетската ефикасност на јавните згради, конкретно здравствени објекти во повеќето градови низ државата и за зајакнување на мрежата за дистрибуција на струја во југоисточниот дел на Република Северна Македонија со произведена зелена енергија. На крајот уште сакам да најавам дека секторот енергетика ќе биде поддржан со ИПА средствата и во рамките на новото програмирање за 2024 година. На овој начин, рекордната европска помош која добиваме е инвестиција во иднината на нашата земја, но и во иднината на Европската унија. Имаме целосната поддршка од ЕУ, но и ЕУ ја има Северна Македонија како кредибилен партнер и сојузник. Во исчекување на новата макрофинансиска помош за Северна Македонија од 100 милиони евра, за кои што ги спомна премиерот, и би сакал да изразам посебна благодарност и комплименти на тимот на Министерството за финансии кој ги водеше разговорите за ова. Остануваме заедно партнерски со здружени сили да одговориме на притисокот кој го наметна руската агресија врз Украина и да го заштитиме интересот и стабилноста на нашата држава и мирот на нашите граѓани. Благодарам.